Петър Пан, Джеймс Метju Бари. Петър доаѓа. Сите деца растат, освен едно. Децата за тоа дознаваат многу брзо, а кај Венди тоа се случило вака. Еден ден, кога имала 2 години, играјќи во градината, скинала едно цветче и истрчала кај мајка си. Предпоставувам, изгледала многу шарматно, зашто господја Дарлинг ја ставила раката на срцето и извикала: "Ох, кога би можела за секогаш да останеш таква." Тоа било се изговорено во таа природа, но во тој час Венди сватила дека ќе мора да порасне. По втората година од животот тоа сите го знаат. Втората година е почеток на крајот. Живееле на бројот 14 и се додека Венди не дошла на свет, нејзината мајка била главна. Била пријатна жена, романтична, со многу сладки и подсмешливи усти. Нејзиниот романтичен ум бил како оние кутијки од загадочниот исток, вметнати една во друга. Колку и да откриваш, секогаш има уште една. А на нејзините сладки и подсмешливи усни секогаш имало уште еден бакнеж што Венди никако да го добие, иако тој бил таму, совршено впечатлив во десниот агол. А господин Дарлинг ја освоил на следниот начин. Додека била девојка, имала многу момчиња. Во исто време откриле дека се влюбени во неа, па сите поитале во нејзината куќа да ја побараат нејзината рака. Сите, освен господин Дарлинг, кој седнал во кочијата и така стикнал и ја освоил. Ја освоил целосно, освен последната кутијка и бакнежот. За таа кутијка тој никогаш не дознал, а со време престанал да се труди и околу бакнежот. Венди мислела дека тој бакнеж би можел да го освои Наполеон, но јас го замислувам само како се обидува, а потоа ја треска вратата и си заминува бесед. Господин Дарлинг пред Венди се фалел дека нејзината мајка не само што го сака, туку и го почитува. Тој бил еден од оние длабокоумни господа што се разбираат во хартија од вредност. Се разбира, никој вистински не се разбира во тоа, но нема му се чинело дека не е така, па често велел дека акциите се во пораст, а уделите во пад. Со таков тон би можел да биде почитуван од секоја жена. Господја Дарлинг се венчала во бел фустан и на почетокот, совршено, речиси весело како во игра, ги водела финансиите, така што не недостигало ниту едно цветче од карфиол. Меѓутоа, со време почнале да недостигаат цели карфиоли, а на нивно место доаѓале слики на новороденчиња без лице. Наместо да се собира и да одзема, таа цртала бебиња. Тие биле загадките на господја Дарлинг. Прва на свет дошла Венди, па Џон, па Мајкл. Една или 2 недели по раѓањето на Венди биле во дилема дали ќе можат да се грижат за неа, зашто била уште една уста за хранење. Господин Дарлинг многу се гордел со господја Дарлинг, но бил чесен човек. Седал на работ од нејзиниот кревет и ја држал за рака пресметувајќи ги трошоците, додека таа молежливо го гледал. Таа сакала да се обидат, па што биде нека биде. Но тој не ги решавал работите на тој начин, туку на хартија, со молив. А таа, иако го бунала со своите забелешки, тој почнувал од почеток. "Те молам, не прекинувај ме," ќе замолил тогаш. "Овде имам фунта и 17, и 2 и 6 во канцеларија. На работа би можел да го прескупнам кафето. Тоа е, да речеме, 10 шилинзи, па имаме 9 и 6, што со твоите 18 и 3 прават 3,97, што со моите 5,00 на штедната книшка прават 8,97. Што е тоа што се движи? 8, 9, 7, запирка и 7 пишувам понатаму." Замолчи. "Значи имам, и тоа со онаа фунта што му ја зајми на оној човек што чукаше на вратата. Мирно дете. Точка и пренесувам. Дете ете. Успеа да ме збуниш." "Дали реков 997? Да, реков 997. И сега прашање е дали ќе можеме да издржиме цела година со 997. "Секако дека ќе можеме, Џорџ," извикала таа. Меѓутоа, присуството на Венди влијаело врз нејзиното мислење, а тој секако бил посилен карактер од нив двете. "Не заборавај ги за ушките," ја предупредил тој, речиси заканувајќи се, па почнал од почеток. "За ушки 1 фунта.
така веќе напишав, но ќе се осмелам да речам, ќе бидат речиси 30 шилинзи. Не зборувај, сипаници, 1, 5, рубеола, половина гвинеа, што дава за вкупно 15-6. Не одрекувај со прстот, црна кашлица да речеме 15 шилинзи, па така јас ќе собирам и секогаш ќе додавам друг збир. Но на крајот Венти сепак поминала, со заушки смалени на 12-6, сипаници и рубеола лекувани во исто време. Со иста возбуда бил дочекан и Џон, додека Мајкл помина низ иглени уши. Но за обајцата се грижеле, па наскоро можевте да ги видите сите тројца како наредени еден по друг во придружба на гувернатата одат во градинката на госпоѓа Фулсу. Госпоѓа Дарлинг сакала се да биде како што треба, додека господин Дарлинг страшно настојувал да не се разликува од соседите, па затоа морале да имаат и гуверната. Бидејќи биле сиромашни, а децата пиеле големи количества млеко, гувернатата им била една строга тестирана кучка од расата Нјуфаундленд. Се викала Нана. И додека не ја зеле во семејството Дарлинг, таа немала собственик. Но таа од секогаш децата ги сметала за нешто особено важно. А со Дарлинговите се запознала во градината Кесингтон, каде што поголемиот дел од своето слободно време го минувала ѕиркајќи во детските колички. Поради тоа што невнимателните гувернати не можеле да ја смислат, таа ги следела до нивниот дом, а тие често се жалеле на неа пред своите господарки. Меѓутоа, се покажало дека таа е злата од гуверната, колку внимателно го следела секое капење и колку брзо рипала на нозе во глуба доба од ноќта, кога некоја од незините миленичиња ќе се испуштело и најти во глас. Се разбира, незината кукичка била во детската соба. Нана била вистински гений за разпознавање на кашлањето, па безгрешно знаела кога треба да собрне поголемо внимание и кога треба да се стави чорап околу вратот. Се до последниот ден верувала во старомодни лекови. И сите тие ново компонирани разговори за бактерии и слично ги коментирала испуштајќи звуци на подценување. Кога ги придржувала децата на училиште, мирно чекорала покрај нив кога тие примерно се однесувале. Ги туркала назад во ред кога ќе застанале. Тоа било вистинска школа на убаво однесување. Во деновите кога Џон играл фудбал, никогаш не го заборавала джемперот, а во случај на дожд, обично во уста носела чадор. Во подрумот на градинката на госпоѓа Фулсу имало една собичка чекалница за гувернати. Тие седеле во школските клупи, додека Нана лежала на подот. Но тоа било единствената разлика. Тие се правеле дека ја игнорираат, не баре потекнува од пониска општествена класа, додека таа пак го презирала нивното дърдорење. Не сакала децата во градинката да ги посетуваат пријателките на госпоѓа Дарлинг, но ако тие сепак доаѓале, првин ќе му го извадила лигавчето на Мајкл и ќе му ставила друго, она со ситни гајдани, додека Венди ќе ја измазнела, а на Џон со шепата ќе му ја средела косата. Ниту една гуверната не можела подобро да си ја врши работата. На господин Дарлинг тоа му било сосема јасно. Сепак понекогаш загрижено се прашувал што зборуваат соседите. Морал да мисли на својата положба во деловниот свет. Бил загрижен за Нана и поради нешто друго. Понекогаш имал впечатот дека таа не го почитува доволно. Знам, Џон, рекла таа извонредно, многу те почитува. Го смирувала госпоѓа Дарлинг, давајќи им на децата знак да бидат особено добри кон својот татко. Потоа следувал танц, на кој понекогаш било дозволено да се придружи и другата слуинка Лиза. Таа изгледала како џуџе во долгиот фустан и со бело капче, иако се беше заколнала кога се вработила дека никогаш повеќе нема да навредува пред да изброи до 10. Колку весело лудувале, а највесела од сите била госпоѓа Дарлинг, која изведувала толку смели пируети, што од неа цел се гледал само бакнежот, а кога некој ќе налетал на неа можел и да го добие. Никаде на светот немало посреќно семејство, се додека не се појавил Петар Пан. Госпоѓа Дарлинг слушнала за Петар Пан дека им ги средувала мислите на своите деца. Секоја добра мајка има обичај ноќе додека децата спиет да претура по нивните мисли и да ги доведе во ред за следното утро, ставајќи ги на вистинското место сите оние настани што се случиле во текот на изминатиот ден. Кога само и вие би можеле да останете будни, што никако не е возможно, би можеле да ја видите својата мајка како ви го прави истото и би ви било многу интересно да гледате како таа го прави тоа. Всушност, тоа е многу слично на средување фиоки.
Претпоставувам ќе ја видите клекната на колена како запира радосно чудејки се од каде па тоа само дете ги собрало, па оди од едно откритие на друго, убаво и не толку убаво, притискајќи ги на образот како мило маче, а други пак брзо тргајќи ги од погледот. А кога наутро ќе се разбудите, сите лошоти и зли страсти со кои сте легнале во креветот, сега убаво се наредени и сместени на дното од вашата глава. Додека на површината, прекрасно проветрени, се шират убавите мисли, подготвени да ги носите со себе. Не знам дали некогаш сте виделе мапа од нечија глава. Лекарите понекогаш цртаат мапи од други ваши делови, а вашата собствена мапа некогаш може да биде многу интересна. Но бидете се да ги фатите како цртаат мапа на сето она што е во детската глава. Зашто во неа не само што се е збркано, туку постојано се врти во круг. На неа ќе видите цик-цак линии, исто како и графикони на вашата телесна температура во болница. А тоа веројатно се патишта на некој остров, зашто не дојдија, секогаш е повеќе или помалку остров. Со неверојатни дамки од боја овде онде, со корални гребени и со елегантен закотвен брод, и со домородци, и со осамени дувла, и со џуџиња кои главно се кројачи, и со пештери низ кои течат подноронци, и со принцови, и со 6 постари браќа, и со колиба што вргу се распреќа, и со ситна стара жена со кукалес нос. Но тоа би било се, таа мапа не би било тешко да се чита, но на неа го има и првиот ден на училиште. Часови по веронаука, татковци, тркалезен рибник, рачна работа, убиства, бесења, определени и неопределени именки, денот кога се јаде чоколаден пудинг, ставање прерамки, кажи 99 денари, ако сам си изводиш зап и така натаму. И сето тоа е или дел од островот, или пак дел од некоја друга мапа што се надзира низ првата. И сето тоа е многу збунувачки, зашто ништо не стои мирно. Се разбира дека земјите недојдии можат многу да се разликуваат. Така, например, во онаа на Џон имало лагуна пред која летаат фламинга, а тој ги гаѓа со пушка. Додека во онаа на Мајкл, зашто тој бил многу мал, имало фламинго со лагуни што го надгледували. Џон живеел под превртен чамец на песок. Мајкл во вигвам, додека Венди во куќичко од вешто за шиени лиси. Џон немал пријатели, Мајкл ги имал само ноќи, а Венди имало мало волче напуштено од родителите. Сепак, тие недојдии гледано во целина биле слични како членови на исто семејство. И ако сите се наредат во редица, секако ќе речете дека имаат ист нос и така натаму. На тие волшебни брегови за секогаш се укотвувале кајчиња на заиграни деца. И ние бевме таму, се уште го слушаме звукот на брановите, иако никогаш веќе нема да пристигнеме. Од сите прекрасни острови недојдии, а најпријатна и најкомпактна ни беше премногу големата, ни премногу рештркана, знаете веќе со преголеми издодадни растојанија помеѓу една и друга авантура, туку складно збиена, кога преку ден во неа играш со столовите и со покривка од масата, воопшто не е страшна. Но оние 2 минути пред да заспиеш, станува вистинска. Поради тоа се ноќните ламби. Понекогаш, во текот на патувањата низ детските глави, госпоѓа Дарлинг наоѓала нешто неразбирливо. А меѓу сите тие неразбирливи работи бил зборот Петар. Не познавала ниту еден Петар. Тој сепак бил во главата на Џон и во главата на Мајкл, додека главата на Венди била целата исполнета со тоа име. Било испишано со крупни букви, како ниеден друг збор, и додека госпоѓа Дарлинг зјапала во него и се сторило некако многу необично. Да, тој е особено вообразен, признала Венди некако жално. Мајка ја испитувала. Но мило мое, кој е тој? Па знаеш, мамо, тоа е Петар Пан. На почетокот, госпоѓа Дарлинг не знаела. Но кога со мислите се вратила во детството, се сетила на Петар Пан за кого се зборувало дека живее со самовилите. За него кружеле чудни приказни. Една од нив било дека кога некој дете ќе умре, тој го испреќал еден дел од него за да не се плаши. Тогаш и таа верувала во него, но сега, откако се омажила и станала поумна, многу се сумневала дека такво нешто постои. Освен тоа, и рекла на Венди, тој и сега сигурно порасна. О, не, и разубедувала Венди доверливо. Голем е колку и јас. При тоа мислела дека колку неа е само по растуку и по карактер. Не знаела од каде го знае тоа, едноставно знаела.
Госпоѓа Дарлинг се посоветувала со господин Дарлинг, но тој само презриво се насмеал, не баре пувкачат. Слушај ме што ти велам, одговорил. Тоа е некаква безсмислица со која Нана им ја наполнила главата, какво што може само пес да му падне на ум. Остави ги, па ќе заборават. Но не го заборавиле. Набрзо тоа ќе волесто дете успеало да ја вчудоневиди госпоѓа Дарлинг. Децата имаат најчудни авантури, што воопшто не ги вознемируваат. Например, наеднаш може да се сетат дека пред една недела во шума го сретнале својот покоен татко и си играле со него. Токму така, едно утро Венди сосема попатно открила нешто што незините родители многу ги вознемирил. На подот, од детската соба открила лисија што секако не биле таму кога децата си легнали, што госпоѓа Дарлинг многу ја збунил. А тоа што Венди било со блага насмевка и рекла: Мислам дека повторно бил Петер Пан. Како мислиш, Венди? Навистина е непристоен што не чисти зад себе, одговорила Венди воздигнувајќи. Таа била многу уредно дете, пообјаснила. Не баре тоа е нешто најприродно, како верува дека Петер Пан понекогаш ноќе доаѓа во нивната соба, па ќе седне на работа на незината постела и свири на флейта. За жал, таа никогаш не се разбудила, па не знаела од каде го знае тоа. Едноставно го знаела. Зборуваш ме смислици, мило. Никој не може да влезе во куќава без чукање. Мислам дека тој влегува преку прозорец, одговорила Венди. Миличко, прозорецот е на третиот кат. Мамо, има ли лисија покрај прозорецот? Точно, лисијата ги нашле веднаш под прозорецот. Госпоѓа Дарлинг не знаела што да мисли, зашто сето тоа на Венди се чинело толку природно, што едноставно не можела само да одмахне со раката и да ја каже дека само сонувала. Дете мое, извикала мајка, зошто не ми го кажа тоа порано? Заборавив, безгрижно одговорила Венди. Брзала да појадува. О, сигурно само сонувала. Но од друга страна, тука биле лисијата. Госпоѓа Дарлинг многу внимателно ги прегледале. Тоа била пресувани лисија и била уверена дека не се од некое стебло што расте во Англија. Лазела по подот и на светлина од свеќе се обидувала да открие трага од стапал. Ја провнала машината во оджакот, удирајќи под зидовите. Преку прозорецот пуштила јажа се до плочникот. Тоа било на растојание од 10 метри, но немало жлеб по кој некој би можел да се искачи. Секако, Венди сонувала. Но Венди не го сонувала тоа што се покажало следната ноќ. Ноќта кога може да се рече дека почнале на обичните доживувања на овие деца. Ноќта за која зборувале сите деца повторно биле в кревет. Нана имала слободна вечер, па госпоѓа Дарлинг ги скапела и пеела додека едно по едно неа испуштили незината рака и не потонале во земјата на соништата. Сите изгледале толку безбедни и спокојни, што таа се насмевнувала на собствените стравови, па релаксирано седнала покрај огнот да шие. Тоа било нешто за Мајкл. Тој на својот роден ден ќе почне да носи кошул. Огнот ја топлел, детската соба била бледо осветлена од трите ноќни лампи. Па тоа што го шиела на госпоѓата Дарлинг и паднало во скутот. Занишала со главата, ох, колку е прекрасно. Заспал. Погледнете ги сите четворици, Венди и Мајкл онаму, Џон овде, а госпоѓа Дарлинг покрај огнот. Не достигала и четвртата ноќна лампа. И додека спиела, сонила сон. Сонувала дека не дојдеа премногу и се приближила, и како од неа излегло едно чудно момче. Не ја исплашило, зашто помислила дека веќе го има видено на лицата на сите оние жени без деца, а можеби и на лицата на некои мајки. А во сонот видела како тој го кине превезот што го заматувал погледот на недојди. Па ги видела Венди, Џон и Мајкл како дзиркаат од процепот. Сонот сам по себе бил беззначаен, како сред сонот не се отворил прозорецот од детската соба. И во собата не рипнало дете. Било следено од чудна светлина. Не било поголемо од дланка и почнало да лета низ собата како нешто живо. Верувам дека таа светлина ја разбудила госпоѓа Дарлинг. Се сепнала и викнала забележувајќи го момчето и некако веднаш знаела дека тоа е Петер Пан. Ако случајно вие или јас или Венди бевме таму, ќе забележавме дека многу личи на пакнежот на госпоѓа Дарлинг. Тоа било милно дете, облечено во облека од пресувани лисија, залепени од сокови што се церат од стеблата. А нешто најинтересно кај него било што им имал сите млечни заби.
Кога забележал дека таа е веќе возрасна, почнал да чкрипи со своите бисерчиња.